Еве назад во студиото по темата здравство, како што најавив, ќе поразговараме за состојбата со мигрантите и за овој вид на криминал. Со мене во студиото е Владимир Пивоваров, национален координатор за гранично управување. Добро дојдовте во студиото на Благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Во последно време можевме во медиумите да видиме откриени случаи, претежно се откриваат откако ќе се случи некаква сообраќајна несреќа, незгода, па дознаваме дека има шверц на мигранти. Како се одвива ова? Точно е, тоа е вашата перцепција на граѓаните, меѓутоа во оној дел треба да знае јавноста дека постои посебна единица при организиран криминал во МВР, тоа се Таскфор, која е раководена од јавниот обвинител, која единица до сега ги зема в Сабајлево точните податоци, значи има поднесено 28 кривични пријави против организатори на ваквиот вид на криминал, од кои, ако погледнеме структурата, значи не се само македонски државјани, туку и косовски, и турски, и од други држави, што значи дека овој вид на криминал има толку добро меѓународно испреплетена мрежа, која на секој начин, за да дојде до финансиски средства, буквално им ја зима душата на мигрантите. Според некои податоци неофицијални, секако, превоз за транзит на еден мигрант низ земјава чини од 1000 до 2000 евра. Претециозна е вашата бројка, мислам дека е помалку, меѓутоа зависи се од организаторите на шверц, пошто тој не почнува од нашите граници, генерално тој почнува од местото на поаѓање од државата од каде тие се упатуваат, па се до завршната нивна рута до Европа. Значи на секоја дестинација тие телефонски се јавуваат, електронски се уплаќаат средства на одредени сметки, односно на овие криминални организации, кои средства кои ќе бидат потеглени од една точка, значи дозволуваат да таквиот мигрант му биде организиран превоз до следната точка. Секоја национална граница на овој пат представува една точка, една држава и една точка каде што тие минуваат. Велите национална граница, што значи ова, дека нема контролите се прават само од граница на граница, а за целокупниот погрешно транзит? ме разбравте, значи ако зборуваме за транзит од точка, да кажеме нашата јужна граница до нашата северна граница. Потоа доаѓа транзитот од јужната граница на нашите соседи за откривање до, да кажеме, точката каде би тие заврши, дали према Босна, дали према Хрватска, дали према Унгарија, значи зависи се од самата организаторска група на криминалци и нивната рута по која тие ги движат ваквите мигранти, меѓутоа има и случаи каде што само иницијативно по, да кажеме, пругата, по автопатот, по реките, во однос на некои културни верски обележја, значи се движат од точка до точка, меѓутоа тоа е помалата група. Најголемиот дел се по она што ние го имаме како сознание, значи користат сите моćни начини, железница, возовите, автопатиштата, од лесни коли до камиони, потоа во одредени земји каде што ние не спаѓаме, ги користат и водените патишта, така да нема начин на кој тие не се обидуваат. Има вашите колеги преубава сторија истражувачка од Ал Джазира, значи многу убава серијал во кој дојдовме до сознание дека голем дел од нив, дури со фалсификувани грчки документи во Атина, мрежата, колку се плаќа, како се плаќа, се беше објаснето, што е добар показател за органите за прогонот, за да се насочат во тој правец. Кои се механизмите кај нас со кои што се бориме против оваа појава? Дали се прават дополнителни контроли на возилата кои транзитираат? Ги споменавте и дека не се работи само за македонски државјани. Прво два сегменти имате. Оперативниот сегмент, тоа е прибирање на информации токму за ваквите криминални групи кои организираат пренос, а се поврзани со странски криминални групи, превозот на мигрантите, кои добро го уновчуваат. И вториот начин е минување на границата, да кажеме, само иницијативно, што е многу поретко. После приберените сознание, ова единица нормално во содейство со останатите единици кои се во надлежност на МВР превзема конкретни мерки и акции по својата проценка, односно по направената анализа, дали на сама гранична линија, дали во внатрешноста на државата. Значи тоа е нивна
конкретно задолжение и во останатите ситуации, она што вие го кажавте, при сообраќајки кога веќе ќе мора да се изврши увид, се наоѓа голем број на мигранти во возила, во камиони, во комбиња претежно. Значи и малите коли не се на одмет. Криумчарите од она што го гледаме до сега користат брзи коли, користат сите можни начини како да бидат чекор пред органите на прогонот. Вие подготвивте едно предупредување до возачите на камиони. Да, точно. Вака ќе го дигнам за да може и Така. камерата да го забележи. Зашто се работи конкретно? Координативниот центар при приберените информации од членовите кои се, тоа се 9 министерства и 5 институции кои членуваат во координативниот центар. Најфреквентни се Министерството за внатрешни работи и царина, бидејќи се тие најоперативни. Значи, од тоа е направено анализа на ризик, дека нашите, значи почнавме прво со нашите превозници кои се наоѓаат претежно во ризични земји во тој период, ова е пред 3 години направено, значи во Грција, во Турција. Значи, ние заклучивме дека тие се изманипулирани во две ситуации. Кога не се наоѓаат во самото возило, треба човекот да отиде да руча, да се измие, нели? Едната ситуација, втората ситуација кога во ноќно време тој треба да преспие. Тие моменти, криумчарите во тој момент, значи модус операнди на извршување на ова дело беше да ја скинат сајлата, потоа ја отвараат сирадата и внатре ги уфрлуваа мигрантите, зависно од просторот кој им е слободен за бројката на мигрантите да ја уфрлат. Значи тука заклучивме што не е тука ставено, не е дел од оваа анализа. Без да забележи Без да возачот. забележи, без да знае. И во таква ситуација сајлата после со лабава врска ја врзуваа со игла и со селотейп, така да тоа беше предупредување кога ќе се вратат до својот камион, да ја потегнат сајлата, за да, ако е таа лабава врска веќе постоечка, веднаш ќе го откријат, да кажеме, можниот инцидент. Значи, нешто не е во ред. Веднаш да повикаат, тука пишува на кои броеви да се јават, на која полиција да се јават, да пријават таков случај. Меѓутоа, иако ова го направивме со 10.000 флаери на македонски, албански, англиски јазик на сите возачи кои патува во тие региони, свативме дека од истражните органи на соседните земји апсолутно пријавувањето, пошто кај нас дојавувачот не одговара за кривичното дело, свиркачот, дека таквите луѓе беа и судени, им беа одземени камиони, се водеа судски постапки и има превозниците големи штети. Што практично ги обесхрабрува да пријавуваат. Да, тоа е лајт мотивот зошто ова што го направивме, сакавме да го продолжиме. Денеска технологијата е многу напредна и затоа предложивме на колегите од ОПСЕ кои ни излегува во пресети и организиравме заедничка меѓународна конференција во Скопје. Премиерот Заев ја отвори таа конференција, вице-премиерот Оливер Спасовски, директорот на Царна Ѓоко Танасковски. Значи, сакавме да пратиме силен сигнал дека имаат и политичка подршка и оперативна подршка да ги охрабриме да почнат да пријавуваат. Меѓутоа, во Александр Палас беше таа средба, од 12 поканети земји од Југоисточна Европа дојдоа 9. Сакам да ве прашам, што е поголем проблем? Дали уфрлувањето или овој организиран криминал? Еден дел а најголем дел од преносот на патниците, односно на шверцување на мигрантите е преку превозни средства. Камионите, пошто имат голема габаритност, значи се најпогодно средство, поголема група, како што видовте последниот случај што го откри МВР со 142 мигранти. Значи, тоа се оперативни акции во кои има сознание, дојдене до сознание и затоа внатрешноста се сопрени. Сакам само да ја довршам мислата. Значи, суштината на таа конференција беше прибирање на докази при докажување на ова кривично дело и ние предложивме да сите земји, бидејќи тие добиваат сем дозвола за меѓународен транспорт превозниците, мимо сегашни услови да има уште еден услов поставување на предниот и задниот дел на камера, која ќе снима 24 часа и 24 дена, како што е тахографот, така и 24 дена ќе остане на екранот во кабината кај возачот. Значи, возачот во секое време ќе има физичко наблюдување на она што му се случува во багажниот простор. Втората мерка која предложивме во момент кога такво нешто ќе забележи,
вежно да се јави генерално се 112 европскиот број за пријавување случаи во полицијата, во земјата во која се наоѓа, да добие инструкции кај да застане. И она што беше најважно од сето ова, да овие снимки кои ќе докажат утре дали тој е виновен, дали тој учествува, дали не учествува, значи точно ќе се види каде се уфрнени луѓето. Значи ќе ни даде многу поширок спектар на информации во однос на водење на судската постапка и да биде прифатен како доказ во судска постапка. Значи молбата до сите земји беше нивните представници до нивните влади да го пренесат ставот дали се подготвени да ги променат законски, ќе ви кажам, тоа е за крајот, најлошото сценарио. Значи, да ги прифатат промени во нивните закони, ваквите докази да бидат прифатени во судска постапка и многу лесно и многу едноставно ќе го решивме проблемот на шверц на мигранти кој највеќе се одвива преку камионскиот превоз. Ние имаме сериозни проблеми со некои земји, односно нашите превозници, ние имаме подпишено меморандум за соработка и со бизнис секторот, односно со Макам Транс. Информации кои доаѓаат од Макам Транс, пошто тоа е дел од меморандумот, да кажеме на хрватската граница, Бајаково, на овој начин се уфрлаат мигранти, значи нема никаква вина возачот и веднаш согласно европските директиви дека возачот е одговорен за се она што се случува при транспортот, односно багажниот простор, и веднаш ги казнуваат со 10 до 15.000 евра, што представува сериозен удар врз таквите компании. Значи, затоа сакавме правдината и вистината се докаже и со помош на електронските средства. Да не бидат оштетени невините практично. Ама тоа е суштината и да ви кажем она што ме зачуди, дека во неформалниот дел и колегите од Грција и другите колеги кои беа од Југоисточна Европа, како колеги разговаравме дека ова е идеално решение да невиниот не биде осуден, а виновниот да не биде пуштен. Пошто се соочувале со такви проблеми во нивните земји. И на крајот ОПСЕ, кога ја затвори конференцијата, ни даде домашна задача сите земји да се изјасниме по ова прашање. За жал, мина година и повеќе време немаме одговор од ниту една земја, а овој вид на криминал, ако немате меѓународна соработка, значи никогаш нема да застанете на патот на овој вид криминал. Зошто го велам тоа? Денеска, ако направиме скалило во делот на криминалните приходи кои ги носи одреден криминален бизнис, значи ако зборуваме за дрога, оружје и пострашни работи, значи во моментов најисплатлив бизнис, највносен бизнис е токму кримчарењето на мигранти. Корона кризата го зголеми бројот на кримчарење или остана состојбата идентична? Не, апсолутно према откривачката дејност, значи можам званични податоци да ви соопштам. Значи, оваа година за први 6 месеци регистрирани 2895 илегални преминувања, што значи тоа се откриени на самата гранична линија. Кон Грција 10.851, што значи најнападната граница е кон Грција. Тоа е зголемување за 20% повеќе отколку лани. Најмногу лица ни доаѓаат од Авганистан 4652, од Пакистан 3132, Бангладеш 1387. Зошто ова го потенцирам? Тоа не се земји каде што има воени действија. Токму тоа ми беше тоа се тоа се економски мигранти. Меѓутоа треба да се направи подлабока анализа на ризик во европските земји. Ако Авганистан ја имаме од една страна како земја најголем производител на хероин, ако оваа бројка стаса во европските метрополи, значи се прашуваме дали мафијата од Авганистан, пошто се сиромашни луѓе кои ги финансира да стасат до последната точка, дали нема да ги ангажира да бидат крајните дилери на дрогата, односно тие ќе го затворат целиот ланец од моментот на производство на афионот, преработка на афионот, што сега оди по сосема други текови, и на крај нема ли да создадеме нова силна мафија на територија на Европа. Значи, тоа е прашање за анализа која треба да си го направат европските земји. Ако не се лажам, слично прашање беше наметнато во јавноста во онаа бегалска криза, оној бегалски бран во 2015-та, кога голем дел од државите посочуваа дека тоа е начин да се инфилтрираат терористи во Европа. Значи, еден од најпосакуваните начини за терористичките групации да пенетрираат своји лица на одредена територија, што многу тешко би го направили на друг начин, е токму овој бегалски бран. Значи, не само тој бегалски бран, и ден денеска, вие немате соработка, да кажеме, со
службите од Авганистан, значи тие немаат евиденции, лицето кое вие ќе го откриете во Македонија, да кажеме, кај нас во Република Северна Македонија. Значи во таква ситуација вие немате никакви податоци за тоа лице. Најчесто тие немаат никакви документи. Значи кажуваат своји податоци кои тие сами ги, а вие не можете тоа да го проверите во моментот, нели? И праксата покажа дека, нели, Шарл Ебдо во Франција, дека двајца од извршителите терористи кои, нели, ги нападна новинарите и ги убија, минале токму низ оваа рута, балканската рута. Што значи дека многу поголема соработка ќе треба да имаат и Европа и земјите, односно и ние како кандидат земја членка, и останатите земји од каде тие потекнуваат, за да имаме веродостојни информации за каква категорија на лица се работи. Затоа што ова е еден од многу лесните начини да пенетрирате, односно новој начин да инсталирате своји терористички ќелии на тлото на Европа. И она што е најзаканувачки, тие доаѓаат од земји каде што терористички акти се нешто несвојствено за европско тло. Човек самоубиец. Праксата и науката докажале дека тоа се најтешки случаи за откривање на терористички акти. Во таква ситуација, значи, ќе имаат безбедносните служби во Европа нова домашна задача. Тие може да бидат нивни агенти, да кажеме, спијачи, кои, нели, ќе бидат во одредена земја и ќе чекаат сигнал, кој ќе го добијат сигналот за да го извршат бараното од нив, односно терористичкиот акт. Впрочем, видовте и многу често сега се случуваше во последниве години со превозни средства, каде што има масовни собери, да се нанесе што повеќе жртви и на тлото на Европа и на тлото на Америка. Од тој аспект за закана, за ризик, за напад, ние сме како земја неатрактивни за нив и затоа највеќе би се очекувало дека тие би можеле да извршат напади во земјите во кои се, да кажеме, лидери по економија, по политика, по воени, да кажеме, вооружување. Тоа и го видовме, нели, Франција, Италија, би биле Германија. Значи, тоа се земјите кои би имале најголема закана од ваквите можни групации кои би биле инфилтрирани на нивна територија. Сега во контекст на оно што пред малку го спомнавте, оној предлог кој се уште нема одговор дали е прифатен или не, Македонија е само транзит, можеби помалку засегната од европските држави, конкретно за ваквите закани. Зошто европските држави немаат тогаш многу посилен интерес да се борат против овој проблем? Ако знаеме дека држави како Грција, Македонија, овие транзитни држави би можеле да одиграат од друга страна клучна улога во спречувањето. Значи, токму вие што го зборувате, нашите институции кои се надлежни за оваа проблематика, вклучително и координативниот центар, на средби со колегите од странство, го зборуваме. Ја зборуваме оваа тема, дека ние сме брана, нивна брана, значи да го сопреме овој наплив на можен криминал кој би се пренел на нивна територија и затоа секојаш отворено разговараме за заканите и последиците кон нив. Замислите економски, можеби на дневно се трошат милиарда евра за овие луѓе кои ќе стасат во европските, зборам за сите европски земји. Значи сместување, храна, социјална заштита, здравствена заштита, тоа чини многу пари. Меѓутоа, поддршката секако дека имаме од европските земји, со 8 европски земји имаме билатерална соработка, каде што нивните полициски сили учествуваат со нашите полициски сили од гранична полиција во заеднички действија на јужната граница се наоѓаат, така да во тој дел на соработка ја имаме таа соработка. Во делот на откривачката дејност покажуваме изваредно добри резултати за што добиваме пофалби. Меѓутоа, сепак, мислам дека Европа треба да изгради единствена конзистентна политика кон оваа прашање. Како и што да се постапува? Замислете вие ако таа бројка, да кажеме, од илјадници мигранти на годишно ниво остане на територија на една од земјите на патот кон Европа, во таа ситуација таа земја ќе биде погодена од сите можни последици. Впрочем, ние тоа го видовме 1998-2009 година со нашиот бегалски камп во Стенковец. Значи, во таква ситуација тоа настана сериозен проблем, значи од демагошка природа, од секој вид социолошка, психолошка, културолошка, значи секој вид хуманитарна, значи од секој вид се безбедносна исто така се очекуваат последици во таква ситуација. И затоа јас секогаш велам дека
таа конзистентна политика единствена помеѓу земји, видовте и сами кога беше бегалската криза напливот, многу земји има различни видувања, различни политики кон ова прашање. Едни дури со затварање на граници, со војска, со полиција, со жичени огради, другите со добродојде за бегалците. Значи, сепак треба да се направи дистинкција помеѓу она што се навистина луѓе кои им треба помош меѓународна, тоа пред се беа луѓето кои доаѓа од Сирија, од оние најсилните воени действија, и овие останатите луѓе веќе полека почна да се приклонуваат да ја користат оваа шанса за да стасат до Европа. И сега конзистентност велите во политиките, тога ќе мора да ви го поставам прашањето, бидејќи во последно време она што беше актуелно во врска со мигрантскиот бран, не во врска со овие економски мигранти, тоа е дека Турција донесе одлука да ги пропушти, па настана еден мал хаос на грчката граница. Знаеме дека ова е позната и рута за нив. Какви се очекувањата за нив? Што ако Турција повторно се одлучи на таков потек? Нашите надлежни служби, АНБ, агенции разузнавање кои имаат ингеренции во работа на ова поле, прават перманентно анализи. Значи, вие зборувате само Турција, меѓутоа треба да знаеме дека Иран исто така има голема база со над 2,5 милиона бегалци кои доаѓаат претежно од афричките земји. Гледате дека племенските борби во Либија се разгоруваат, така да се очекува таа бројка на наплив да биде во иднина се поголема и поголема, према она што во моментот се случува. Турција тоа го користи како политичко оружје во, да кажеме, пазарење со Европската Унија, односно со одредени барања, дали се од економска или од политичка природа. Што значи оваа хуманитарна катастрофа, да кажеме, на 21. век се претвори некој да ја користи за сосема други цели, што воопшто не е човечки, не е хумано. Меѓутоа, за жал, гледаме дека тоа ни се случува во иднина, доколку дојде до ново затегнување на односите, значи секогаш председателот на Турција го користи тоа како средство за преговарање со Европската Унија. Значи тој направи еден обид, мислам дека тогаш подхитно се направија преговори помеѓу Европа и Турција да не ескалира проблемот, бидејќи можеше, замислете вие, на граница да доведете едно стампедо од 100.000 луѓе. Ниту тенкови, ниту војска, никој не може такво нешто да се опре. Значи никој не сака да прави масакар. И во таква ситуација тоа е една потенцијална закана не само за нашата земја која е на патот кон Европа, туку генерално е закана и за сите останати европски земји. И затоа секојаш мора превентивно да се прибират информации, значи за намерите, за можностите, за начинот на кој тоа би се извело, за да правовремено реагираат највисоките, да кажем, институции во Европската Унија задолжени за оваа проблематика. Пред се безбедноста и надворешната политика. Темите за мигрантите малку беа потиснати во оваа корона криза, но од друга страна не беше потиснат и криминалот, како што слушаме и гледаме, продолжи овој вид на криминал, така што ќе мора да се позанимаваме во наредниот период. Значи, криминалците генерално не бираат ни делник, ни празник. Гледаат само црн профит. Ниту пандемија. Ни пандемија, значи, многу пати имаше прашање од ваша страна минатиот пат за вашиот весник електронски. Дали пандемијата може да го успори бранот? Апсолутно не. Бидејќи овие луѓе им е битно да стасат до крајната одредница која им е зацртана некој од европските земји, а најнападната е Германија како најбогата европска земја, за која слушам дека и дава најдобри услови за ваквите бегалци, односно социјална заштита, сместување, храна, нивен ангажман, социјализација во општеството, школување и така натаму. Така да мислам дека во иднина треба она што секогаш го зборувам веќе 3 години со колегите од странство, дека мора да се има конзистентна политика како да настапуваме сите земји. Зашто ако вие не настапувате во врска со оние заложби што се на Европската Унија, значи вие излегувате од таа алка, од тој ланец. Гледате дека многу земји и во самата Европска Унија имаат сосема други политики. Италија, да кажем, имавме хуманитарни катастрофи со месеци и месеци не сакаше да прими бегалци во кои имаше и овие, како се вика, дечиња, и болни, и стари лица, што е спротивно на меѓународното право. Да, и самата Европска Унија имаше внатрешни превирања за тоа дали или нема да ги примат во одредени затоа велам, една национална стратегија на сите земји заедничка ќе биде најдобро решение за целиот овој проблем. А проблемот мора да се реши бидејќи тој е почнат.
Значи не се гледа крајот. Гледате и самите дека перманентно таа бројка 3,5 милиона што ја кажуваат турциве, 2,5 милиона што ја кажуваат иранците, значи перманентно во тие логори се наоѓа таа бројка на луѓе. Значи имате одлив кој доаѓа према Европа и прилив кој доаѓа повторно во тие кампови. А шверцерите на овие групации, на овие луѓе, значи остануваат исти. Значи тие веќе имат разработени патишта, начини на пренос. Затоа службите мора да бидат многу поревностни и на крај апел до обвинителството и судството, кај нас имате за вакво тешко кривично дело се суди во редовна постапка. Не, ваквите кривични дела треба да се судат по моје видување, по брза постапка. Зошто? И малку простор на таквото лице, ако му оставите, тој до следното судење веќе ќе направи уште можеби 10 тури, 20 тури на мигранти. Значи повторно ќе дојде до на делото. И на крајот, најстрашното од се е криминалните пари кај ќе завршат. Ако тие криминални пари еден ден се пенетрираат во политика, вие ќе имате криминалци кои ќе раководат со, да кажеме, одредени сектори во државата, што апсолутно е најлошата варијанта. Господин Владимир Пивоваров, ќе ја продолжиме во друга прилика оваа тема. Ова што го отворивте сосема на крај навистина заслужува посебна емисија и посебен разговор. Ви благодарам што денеска бевте гостин во Утрински. Уште еднаш благодарам за поканата.